Дали го добивте во последната верзија законот за обвинителство што излезе од влада и ако може некои посодржински забелешки, бидејќи остава дека Вилма-Русковска не посакува, друго и немате забележано. И уште нешто пак да не допрашувам, што стана со предлогот што вие го најавувавте, предлог закон за јавно. Вака, во однос на забелешките за постојниот закон за јавно обвинителство кој што го предложи Зоран Заев, односно власта го предложи до собранието, од моите информации од внатре од собранието се уште не е стигнат во собранието предлог текстот, но во однос на забелешките се уште се вршат анализи, така да во најкусможен рок во некој од следните денови ќе излеземе детално со забелешките на нивниот. Во меѓувреме фокусирани сме на финиширање на нашиот и ќе излеземе со конкретни предлози во однос на нашиот, во делот за одбивањето на Вилма Русковска, тоа е веќе добро познато и која е причината и незината поврзаност со власта, така да очекувајте во некој од следниве денови да излеземе со конечни забелешки, конечни предлози. Кога вие ќе имате ваш предлог и овој владиниот, ќе го поднесете и вашиот во собрание или ќе одите на амандмани преку текувни? Па да почекаме да се завршат анализите, да ги видиме сите забелешки, односно колку е спротивен нивниот предлог со нашиот, па потоа ќе излеземе и ќе ги кажеме нашите конкретни постапки во однос на донесување на законот. Доколку ве повикаат на консултации во рамки на собранието, во рамки на претеничките групи, дали ќе прифатите основа да биде овој закон што го предлага? Видете, како што реков, да не прејудицираме однапред кој закон би бил основа за носење на законот за специјално обвинителство. Веќе неколку пати имаме кажано дека и овој закон кој што го поднесува Зоран Заев, веруваме дека не е со искрени намери, туку можеби е закон каде што ќе сака на некој начин да се амнестираат тие како влада, така да почекаме сепак уште ден-два да завршиме со анализите, веднаш потоа ќе ги знаеме сите чекори следни кои што ќе ни следат за носење на законот.